Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Градоначалникот Продановски на гостување во живо потврди, за неколку месеци ќе биде пуштен во употреба мостот Табана. Започнува и градежната офанзива за санација на уличната инфраструктура. Економскиот факултет со настан за социјално предприемништво на младите. Утре вечер хуманитарна проекција на документарниот филм Антипод, посветена за помош на малата Ева. Светскиот ден на театарот во Прилеп ќе биде одбележан со представата за деца Чудесен напиток. Продановски, фудбалскиот клуб Победа ќе мора да се рестартира за да биде вистински бренд за гордост на прилепчани. Прилепскиот боксер Матеј Чатлески в сабота во Србија ќе ја има третата професионална борба. Лишен од слобода прилепчанец управувал возило без возачка дозвола и учествувал во сообраќајна незгода. Времето денеска променливо облачно, од утре следуваат дожд и постудено време. Урбан маркетинг. За престојните празници ние сме тука. Живинарска фарма Долни Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај плоштадот Итар-Пео. Повелете и купете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави и свежи со различна големина. Цените се прилагодени за сите кои сакаат вкусна семејна трапеза. За вашиот омилен специјалитет потребни се вкусни и квалитетни јајца, а тоа го имате кај нас, Живинарска фарма Долни Прилеп. Дојдете, купете и имајте вкусни семејни спомени. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долни Прилеп. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп, подготвени за заедно да ги прославите великденските и првомајските празници. Прославете и наздравете со вашите деловни партнери и колеги, со вашите семејни пријатели и семејства, во прекрасниот амбиент со највкусна храна во Прилеп и месни специјалитети. Посномени, тавче, гравче, салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширтени и тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Трио 95, 30 години традиција, 30 години квалитет. Мора да се вкуси и проба се што е од Трио 95. Пици, моите кифли, лиснати погачици, пирошки, лиснато тесто, тесто за пици. Треба само да го посакате вашиот вкус и со нашите производи имате вкусна празнична семејна трапеза. Различни вкусови, а врвен квалитет. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп, среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување.
Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. За неколку месеци ќе биде пуштен во употреба мостот Табана. Започнува и градежната офансива за санација на уличната инфраструктура, потврди градоначалникот Дејан Продановски на гостувањето во живо во програмата Радио што се гледа. Продановски одговараше на прашањата од сограѓаните, издвојуваме дел од нив. Бев многу оптимистичен, но во текот на изградбата имаше се појави некои административни проблеми по однос на документација, по однос на таму изведбата на терен. Се правеше една измена во тек на градба, сега е уште една во завршна фаза, значи тие се постапки кои што не се од интерес за граѓаните, ги интересира, предпоставувам кога би сето тоа би се завршило. Очекувам дека во текот на летото би имале готов производ. Таму веќе градежните работи се над површината на земјата, би одело сега со забрзано темпо. Подземните работи се веќе завршени, има уште еден проблем со пренасочување на еден главен цевковод кој што го има, се решава и тоа се бара начин како да се реши, но тие се тековни проблеми кои што во секоја нова градба се најдуваат, особено во вакви огромни капитални проекти кои што ги има буџетот дозволува овие промени да се направат, администрацијата, односно законите дозволуваат, нема ништо противзаконско, се работи, но за се одзема, денови се трошат, деновите се беше зимски период и тоа дополнително е оттежнуваше работа. Треба одредена збиеност на бетонските работи, треба испитување колку е мост навистина специфично, меѓутоа се работи и очекувам дека во текот на летото би имале завршен проект тука, затоа што и големи си средствата изведувачот сака побрзо да се заврши, а и ние како инвеститори, односно владата на Република Македонија да биде овој проект завршен. На Економскиот факултет денеска се одржа настан во организација на Младински сојуз Крушево, заедно за социјална промена, политики, образование и локална акција, насочен кон можностите за соработка и улогата на образованието, локалните политики и институциите во развојот на социјалното претприемништво, како и кон идентификување на предизвиците и можностите за зајакнување на локалниот екосистем за социјална економија во Пелагонискиот регион. На почеток најважно е да ги изградиме капацитетите, да знаат што значи социјално претприемништво, дополнително да знаат како се прави бизнес план и што се потребите на заедницата од која што доаѓаат. Бидејќи има една тенденција на напуштање на малите средини, за таа цел ја работиме оваа тема за да малце да ги оживееме малите средини, да се види целосниот потенцијал и на младите и на заедницата. И заедно преку соработка на сите чинители, само така можеме да го унапредиме квалитетот на живот на младите, економскиот стандард на младите и самите локални заедници. Документарниот филм Антипод на режисерот Бојан Секуловски, во кој главната улога е на прилепчанецот Дарко Недановски, спелеолог, спасител, еден од најистакнатите истражувачи на подземниот свет во Македонија и хуманитарец, ќе се прикажува во Прилеп. Хуманитарната проекција на документарниот филм е закажана за утре, 26 март, четврток, во киното Мистон со почеток од 19 часот. Средствата од секој купен билет ќе бидат наменети за помош во лекувањето на малата Ева. 10-годишната Ева е девојче која се бори со агресивна форма на остеосарком, редок малиген рак на коските, кој бара интензивен и долготраен третман. Секој купен билет е чекор поблиску до надеж за малата Ева, која води тешка битка и има потреба од нашата поддршка.
Светскиот ден на театарот Војдан Чернодрински ќе го одбележи со изведба на представата Чудесниот напиток од театар Златен елец на 27 март, петок од 11 часот и 30 минути во големата сала од Центарот за култура Марко Цепенков. Представата говори за младиот волшебник Хари Потер, кој заедно со неговите другари го наоѓаат познатиот чудесен напиток, што го има оставено познатиот волшебник Гринимор. Тоа е интерактивна театарска представа за деца од 3 до 11 годишна возраст. Поучна приказна која низ многу забавни и магични театарски игри ги истакнува љубовта, другарството и вербата како најголеми сили и моќи на човештвото. Продановски, фудбалскиот клуб Победа ќе мора да се рестартира за да биде вистински бренд за гордост на прилепчани. Доволно информации се собраа, лоша е финансиската состојба. Интересот на собствениците, изненадени од каква е лошата финансиска состојба, е мал. Во моментов, за да Прилеп си го задржи она што значи фудбалски град, општина Прилеп најдува начини за да ги покрие сите патувања и храната за фудбалерите во овој период што се случуваат. Морам да информирам јавноста дека не сме незаинтересирани, штетите кои што се направени на градскиот стадион се санираат. Има проблеми по однос на наводнувањето на теренот и така натаму, оштетени, искрадени објектите се. Треба да во моментов работиме на тоа да задолжиме лице кое што би работело со тој градски стадион, затоа што е наша сопственост, но беше предадено на користење на фудбалскиот клуб Победа за пробоно, односно бесплатно, а навистина чини сметките за електрична енергија, за комунални услуги, за водоснабдување и одведување на отпадни води се навистина големи, кои што ги плаќа општина Прилеп и не е занемарлива помошта што како општина Прилеп, не зборувам сега во овој период, туку и наназад, сме ја давале кон фудбалот во градот, продолжуваме и понатаму. Сите фудбалски чинители, заради малата заинтересираност на собствениците на акциите, препорачуваат да се формира нов клуб во кој што би биле познати сите услови однапред, да ја вратиме довербата во стопанството, затоа што како општина Прилеп е невозможно да се спонзорира само на буџетот на општина Прилеп фудбалски клуб, не е само таа обврска на општина Прилеп. Прилепскиот боксер Матеј Чатлески в сабота во Србија ќе ја има третата професионална борба. Значи, ова е мојата трета професионална борба. До сега имам две професионални борби, од кои двете завршија со победа. Двете победи беа доминантни, напоени, со неколку нокдауни и сега исто така покрај тоа што ми е трета борба, пред мене имам нов калибар на противник и така малце посилен, поспремен, поискусен, но и покрај тоа и една огромен настан, односно на настан под промоцијата Балкан Боксинг, односно Балкан Боксинг 7. Исто така овој настан ќе биде емитуван на Арена 1 премиум во живо во 18 часот во сабота на 28 март. Од полицискиот билтен на 24 март во 11 часот и 30 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода ЕШ 21 годишен од Прилеп. Претходно на крстосница од улица Кузман Јосифовски со улица Ладо Лапецот во Прилеп, тој со возилото Опел со прилепски регистарски ознаки, која го управувал, учествувал во сообраќајна незгода со службено патничко возило на МВР Пежо, управувано од В и 31 годишен од Прилепско, во која била причината материјална штета. По преземени мерки е констатирано дека ЕШ го управувал возилото без претходно да се стекне со право на управување на моторно возило, односно без возачка дозвола. На 25 март во 3 часот и 40 минути во ОВР Прилеп, АА 21 годишна од Прилеп пријавила дека кај место викано Маркова чешма во Прилеп била физички нападната од СН 23 годишен од Прилеп. На 23 март во 00 часот во полициското одделение Ропотово, жителка на Прилепско село пријави дека во семејниот дом била физички нападната од нејзиниот сопруг ММ, кој употребил тврд предмет. По целосно документирање на случаевите ќе следуваат соодветни поднесоци. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно со поделги сончеви периоди со слаб до умерен ветер, претежно од северен правец. Во Прилеп утринската температура се спушти до 3 степени, а дневната достигна до 14 степени. Според најавата, утре времето ќе биде стабилно, суво и потопло, со умерен до засилен ветер од јужен правец, кој наместа повремено ќе биде и силен. Од вечерните часови се очекува промена кога под влијание на циклонска активност ќе настапи период на нестабилно и постудено време со локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се најавуваат за петок кога ќе има услови за ретки грмежи. Поради продор на постудена воздушна маса, на планините и на повисоките места дождот ќе преминува во снег. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.